На едно 4-члено семејство за да преживее во месец март му биле потребни речиси 59.000 денари, односно 1.500 денари повеќе во споредба со февруари. Синдикатите во новата пресметка за минималната синдикална кошничка велат дека овие бројки се без пресметани трошоци за кирија. Ако се додадат и тие, трошоците достигнуваат и до фантастични 74.000 денари. Најголемо поскапување има кај цените за храната и пијалоците, основните продукти за живот. Од декември 2023 до март 2024. Тие бележат раст од речиси 2.000 денари. Следните податоци кои што излегуваат денес од синдикалната потрошувачка кошничка покажаа дека истата е зголемена за 1.500 денари и тоа за овој месец беше токму во делот храна и пијалоци, што значи дека одмрзнатите цени на производите и нефер маржите кои што ги ставаат трговијата на мало, се покажа дека одма уште првиот месец владините мерки тоа што требаше да вроди со плод, првиот месец еве го не вродува со плод, затоа што не е само овој месец да е нешто покачено 1.500 денари, претходно цените беа замрзнати на многу високи цени. Како за споредба, просечната плата во 2018 година била скоро 26.000 денари, а минималната синдикална кошничка нешто над 32.000 денари. Тоа значи дека со една плата можело да се наполнат речиси 80% од кошничката. Во 2024 просечната плата е безмалку 40.000 денари, но затоа кошничката е речиси 1.000 евра, па со една плата се полнат едва 60%. Овие бројки кажуваат дека просечниот стандард во Македонија бележи континуиран пад и тоа за цели 10% во изминатите 7 години, односно откако владеат ДУИ и СДСМ. Според синдикалните пресметки на 4-члено семејство со 2 родители и 2 деца, само за основна храна му требаат речиси 23.000 денари, што се безмалку половина од вкупните месечни трошоци.